информативен блок на Слободен печат за денеска. Моето име е Александра Вуксановиќ. Добре дојдовте. Поранешниот претседател на Бугарија, Румен Радев, прогласи победа на парламентарните избори кои се одржаа вчера. Радев, кој е критичар на Европската унија и кој повика на обновување на врските со Русија, во неделата ја поздрави победата на надежта над довербата, откако неговата партија победи на 8-те парламентарни избори за 5 години. Прогресивна Бугарија победи со 44%, што му дава апсолутно мнозинство од најмалку 129 места во парламентот со 240 места. 62 годишниот Радев, кој поднесе оставка претходно, оваа година по 9 години како претседател, се кандидираше со ветување дека ќе се бори против корупцијата. Мицкоски нема капацитет да води држава. Од една страна бајки, од друга навреди, рече претседателот на СДСМ Венко Филипче. Само нашиот премиер не реагираше и се уште раскажува бајки дека сме трета економија во Европа. Мицкоски живее во свој паралелен свет. Нема капацитет да води држава. Заинтересиран е само за себе и своите блиски, а се останато го плаќаат граѓаните. Се однесува како уредник на жолт печат, од една страна бајки, од друга навреди. Секој што мисли поинаку го навредува, обвини Филипче. Председателот на СДСМ појасни дека како резултат на тоа граѓаните ги плаќаат бајките и неспособноста на премиерот Мицкоски со празни џебови и празни фрижидери. А премиерот Христијан Мицкоски не ја коментира кривичната пријава која што ја поднесе СДСМ против него до обвинителството. После неговата изјава дека има чувство дека набрагу високи функционери од претходната влада на СДСМ и нивни блиски ќе бидат опфатени со кривични прогони. Мицкоски вели дека не би сакал да влијае на одлуката на обвинителството. Вчера во општина Липково се одржа 4-та седница на Генералниот совет на Демократската унија за интеграција. Претседателот Али Ахмети ја свика оваа седница со цел да се дискутира за актуелните политички случувања во земјата, како и за понатамошната внатре-партиска организација во функција на овие случувања, се вели во соопштението од ДУИ. Во рамки на седницата беше направена анализа на политичката состојба во земјата. Со загриженост беа разгледани тенденциите за нарушување на Охридскиот мировен договор, што може да има сериозни последици за стабилноста на државата. Исто така, со загриженост беше констатирано дека од страна на власта се ставаат на таргет поранешни градоначалници кои доаѓаат од редовите на Демократската унија за интеграција. Возел со 178 км на час на патот Гостивар-Тетово. Од МВР информираат дека со употреба на специјално возило пресретнувач е санкциониран возач кој управувал со брзина значително над дозволената на патот Гостивар-Тетово. Вчера полициски службеници од мобилната единица за безбедност на сообраќајот при секторот за сообраќајни работи измериле брзина од 178 км на час на патничко возило Мерцедес со гостиварски регистарски ознаки на делница каде што дозволената брзина е 80 км на час. Возилото е одземено, а возачот со иницијали КИ 44 години од Гостивар ќе се соочи со законски предвидената санкција согласно член 297А и 300Б од Кривичниот законник. Од МВР најавуваат дека контролите со специјалните возила пресретнувачи ќе продолжат и во наредниот период на територијата на целата држава. Јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје информира дека жичницата Милениумски крст на Водно нема да биде во функција во периодот од 21 април до 24 април. Во периодот додека не работи ќе се врши контрола од стручни тимови. Едно од најзначајните македонски културни обележја, камениот мост на Вардар, сместен во срцето на Скопје. Веројатно ќе се реновира и осветлува од страна на засега неодредена турска фирма, земајќи предвид дека токму овој проект се најде на тендер објавен од страна на истанбулската општина Есенлер. Градоначалникот Орса Ѓорѓиевски неодамна соопшти, како што рече тој, ексклузивно дека за реставрацијата на камениот мост ќе се приклучат општествено одговорни компании, а сумата за обновата на можеби најголемото културно обележје ќе ја покрие македонско-турската комора МАТО. Камениот мост ќе биде една од главните атракции за време на проектот Скопје Европска престолнина на културата 2028, кога нашиот град ќе биде домаќин и еден од центрите на културата на Европа. Темата е на Филип Николов.
Во кабинетот на претседателката Гордана Силјановска-Давкова денеска ќе се одржи спортски настан за реализација на заложбата за развојот и имплементација на национален модел за промоција на физичка активност и здрави навики кај децата. Иницијативата, која што е во организација на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, поддржана од претседателката Силјановска-Давкова, има за цел да развие, имплементира и еволуира национален модел за промоција на физичка активност, здрави навики и ментално здравје кај децата од 6 до 14 години. На настанот ќе учествуваат околу 150 деца од предучилишна возраст, основно и средно образование. Американските сили пресретна и презедоа контрола врз товарен брод под иранско знаме во Оманскиот залив, откако се обидел да ја пробие поморската блокада во близината на Ормунската теснина, изјави претседателот Доналд Трамп. Инцидентот се случи откако Трамп објави дека американска делегација ќе пристигне во Пакистан денеска за понатамошни разговори, иако Техеран не потврди дека ќе учествува. Бродот долг речиси 274 метри и со тежина споредлива со носач на авиони се обидел да ја заобиколи американската поморска блокада. Според Трамп, екипажот ги игнорирал сигналите за предупредување, пошто американскиот разузнавач пукал во машински оддел на бродот, со што го запрел. Имаме целосен надзор на бродот и проверуваме што има во него, напиша Трамп. САД воведе ограничување за бродовите што влегуваат или излегуваат од иранските пристаништа. Техеран вети дека ќе одговори. Илјадници граѓани се собраа на улиците на Техеран во поддршка на иранските власти, испраќајќи остри пораки кон Соединетите американски држави и повикувајќи на цврст став во однос на идните дипломатски односи, објави Ал Џазира. Протестите се одвиваа во атмосфера на силна политичка реторика, при што дел од учесниците изразија целосна недоверба кон Вашингтон и порачаа дека Иран не смее да прави отстапки на преговорите. Протестите во Техеран доаѓаат во период на засилени тензии меѓу Иран и САД, при што дипломатските канали остануваат отворени, но со длабока недоверба од двете страни и растечки притисок од теренот. Американскиот претседател Трамп објави дека САД испраќаат делегација во Пакистан за нова рунда преговори со Иран, како што посочи тој на социјалните мрежи. Се очекува американските представници да пристигнат во Исламабад уште вечерва, а Белата куќа потврди дека делегацијата ќе ја предводи потпретседателот Џеј Ди Венс. Цените на нафтата пораснаа на почетокот на тргувањето во Азија, откако американскиот претседател Доналд Трамп објави дека САД пресретнале и заплениле товарен брод под иранско знаме. Растот на цените следува по најавите од Иран за можност затворање на Ормунскиот теснец за комерцијални бродови, со предупредување дека секое пловило што ќе се приближи може да биде цел на напади. Цената на суровата нафта тип Брент се зголеми и достигна околу 87 евра за барел. Морничава трагедија ја потресе американската држава Луизијана во градот Шрифпорт. 8 деца го загубија животот во масовно пукање што се случило за време на семеен инцидент. Полицијата била повикана на интервенција кратко по 6 часот наутро, каде што затекнала вистински хорор, распореден на 3 различни локации, пренесуваат локалните медиуми. Нападот се одвивал во 3 посебни домови. Вкупно 10 лица биле цел на нападот, при што 8 од нив им подлегнале на повредите. Станува збор за исклучително млади жртви на возраст од само 1 до 14 години. Едно од децата успеало да избега по пукањето и им помогнало на полицајците побрзо да го реконструираат настанот. Осомничениот украл автомобил и побегнал од местото на последното злосторство. А Факултетот за електротехника и информацијски технологии од денеска се до 25 април ќе биде домаќин на надпреварите по роботика, автоматика, електроника и вештачка интелигенција RoboMag 2026 и RoboMag Junior 2026, на кои ќе учествуваат студенти, ученици и експерти од земјата и од странство. На 14-тото издание на RoboMag ќе учествуваат повеќе од 80 млади иноватори и експерти, кои ќе се надпреваруваат во 8 категории. И за крај метео. Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Од попладневните часови ќе има повремен локален дожд и услови за изолирана појава на краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен, а наместа во западните делови повремено засилен ветер од западен правец. Максималната температура ќе достигне од 16 до 23 степени Целзиусови. Гледавте вести, ви благодарам на довербата. Повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт и гледате ги и попладневните вести во 15:30.